Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесеме еден интересен пиелок утрински за да ве расониме, разбудиме и да ве расположиме за да започне денот и утрото поубаво. Се наоѓаме во едно култно место во градскиот трговски центар Джез Бина или Јаз Бина, како што сакал и самиот креатор на ова место да го раскаже, и еден од оние кои ни се надпреварува во Бадел мастер-класот кој експлозивно одеше на Канал 5 телевизија. Вања Головски ова утро заедно со нас. Здраво. Здраво, здраво, добре дојдовте. Која е една од креациите кои што знаеш и умееш да ги направиш, ова утро ќе ги подготвиш само за нашите гледачи на Канал 5 телевизија? Ово утро ќе подготвиме креација која што е пак безалкохолна, затоа што тоа да бидеме, е утро и во чекор со трендовите. Дали може да започнеме? Секако дека може да започнеме, ќе започнеме со ладење на чашата. Најбитната ставка генерално во изготвување на коктелот е тој да биде ладен, бидејќи тоа е нашата термичка обработка, како што е на готвачите, нели огино, тавчињата и така дале. Во суштина подготвувам коктел, тоа е верзија на еден коктел кој што го има направено, па еве да кажеме некој мој виртуелен ментор Салваторе Калабрези, се вика The Breakfast Martini. Во суштина он користи джин, користи мармалад од портокал и лимон. Со тоа избалансирано, значи добива таква некој витамински шок кај него, меѓутоа ние ќе користиме безалкохолен джин и тоа постои. Но јас не би бил јас ако не искористам нешто поинаку, така да во овој случај мојот мармалад од портокал ќе биде измешан со тартуф црн. Се слагам. Така што и свежо исцеден лимон. Ако го подготвувате дома, генерално немате потреба да го мерите, но ако сакате да го реплицирате идентично, тогаш можете со 30 мл цеден лимон, лажичка полна, чајна лажичка маличката, збориме за мармалад од портокал тартуф, и 45, или ако се сеќате авантуристички, можете и со 50 джин или безалкохолен джин во овој случај. Бидејќи мармаладот е поинаква конзистентност, има многу поинаква структура од било која течност која што сме навикнати да ја пиеме, и треба малце време за подготовка за да смесата се соедини. Така да малце ќе ја промешаме додека не добие момент на разблажување, и она што е најзабавниот дел во суштина е самиот шејк. Водата од шејкерот се процедува за да не ја преразреди пијачката. Убаво го затвараме. Сега уметноста на бармените е шекањето или танцувањето. Така. Самиот шејкер треба да каже кога една пијачка е готова. Треба да е добро оладена, добро изудирана пијачката, за да ги отпушти сите своји ароми кои што сакаме да ги потенцираме. Чашата ја изладивме со ледот кој што го поставивме во истата, и ова е брилијантна мешавина на се она што успеа да ни го подготвиш девет. Така, се слагам. И сега изладена чаша, изладен коктел, ќе му дадеме шанс уште малце да продише и го процедуваме дупло, затоа што кога се шејка така јако, остануваат често парчиња ледот заробени. И треба да му дадеме малце шанса, затоа што скршениот мраз
си има дополнителна своја структура која што само ќе го разводени непотребно. И да биде по-суптилно и поубаво за пиење. Напорна физичка работа. Тоа е тоа. За на крај. Балансот на ромин, балансот на мармалад, тартуфи, се оно што го искреира секоја чест звање. Фала многу. И на крај само ќе му додадеме улје од тартуф да биде отворена. Самата чаша има своја приказна, значи чашата треба да биде доволно отворена за нашиот нос да го прими, пошто 80% од вкусот на коктелот ја носи аромата. Значи аромата е таа што ни кажува на мозокот што ние ќе пробаме пред да го пробаме. Дали ова финално? Да, тоа е секако финално. И Добриот бармен секогаш се грижи за крајниот ефект. така е. Апсолутно. На здравје. Ова беше Вања Головски кој знае и уме како да го подготви тоа на најдобриот начин. А доколку и вие сте расположени да танцувате и да се разбудите утрински, да го подготвите за вашите најсакани уметност, да подготвите уметност на почеток на денот, направете го ова што ние го направивме за вас. Уживајте во денот и во утрото, како што и ние ќе уживаме во овој пиелок подготвен од Вања Головски.